Добро утро, третиот пролетен ден за 2021 година, но некако овој ден наликува на зимски идиличен ден. Па јас ве поздравувам од булеварот Партизански одреди во Скопје на овој зимско-пролетен идиличен ден. Ќе речам, не е многу студено надвор. Ние сме договорени со портпаролот на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот да зборуваме за нивната најнова кампања, колку е важен сигурносниот појас. Но денот, односно вчерашниот ден на снегот, кој што овој снег навистина не изненади сите, ни наметнува да подсетиме за тоа дека е важна зимската опрема да се носи. Важно е значи буквално за сите возила да не ја заборават зимската опрема и законски, но и самата свеста го покажува тоа, бидејќи не треба да тргнете на пат без зимска опрема во вакви услови. Јас во продолжение ќе му посакам добро утро на Дејан Андуновиќ. Ви посакувам топло добро утро во овој студен пролетен ден. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Да, споменав за зимската опрема дека е задолжителна во вакви услови, но кога станува збор за кампањата за сигурносен појас, сигурносниот појас е задолжителен и лете и зимо. Ќе се согласите со мене, имате една нова кампања, па веднаш ќе ве прашам колку ние како народ, еве јас ќе речам дека некако сликата за носење сигурносен појас во на задните седишта некако не е немаме таква нито само традиција, туку мислам дека дури ретко кој да видам да носи таква појас на задното седиште. Првен сакам да кажам дека зимската опрема нели законски престана да важи на 15 март, но и покрај тоа поради условите кои се во моментов, значи законот не може да ги предвиди временските услови и природата, иако можеби не е законската обврска истечена, сепак по својата нели свест треба сите учесници во сообраќај доколку одат на пат да ја носат таа зимска опрема пред се поради своја лична безбедност, а не само за тоа дали некој ќе ги казни, дали се обврзани или не. Што се однесува до вашето прашање, да, ние бележиме некој зголемување на свеста околу користењето на сигурносниот појас, но статистиката вели дека во Македонија околу 40 или под 40% од учесниците во сообраќајот, во случајот возачите, тие што се зад воланот, не користат сигурносен појас, за разлика од европските статистики, каде што во Европа се користат околу 90%, а што се однесува до задните, оние сувозачките и задните појаси на задните седишта, кај нас е речиси 0, додека во Европа е околу 70%, што само кажува колку ние треба да работиме и да ги напредуваме нашите навики пред се за наша лична безбедност. Ке потсетам, имаме бележење на носење на користење на појас, за разлика од минатото, но тоа е се уште околу 40%. Чест на исклучоците ќе речам јас овде. Како, еве да не звучам грубо, да ги натераме, односно како да им објасниме на луѓето колку е важно носењето на сигурносен појас, без разлика во кој дел од колата седиме, од автомобилот седиме, дали сме возач или сувозач или патник на задното седиште, на кој начин еве вашата кампања се обидува на креативен начин да им даде совет дека е важно тоа. Првен сакам да кажам дека Републичкиот совет за безбедност и сообраќај секоја година ја прави оваа кампања. Во овој период од годината кампањата е насловена "Стави појас за своја лична сигурност или безбедност". Како можеме? Можеме преку вас медиумите да укажеме, да ги потсетиме граѓаните, да им укажеме за тоа колку е важно користењето на безбедносниот појас. Јас ќе дадам една статистика, само дека во случај на сообраќај на несреќа 50% за да кажеме преживеете у некоја посериозна сообраќајна несреќа е токму оние кои ги користат сигурносните појаси, додека тие што не ги користат помалку од 50% имаат шанса да се излечат, да не настрадаат. Она што се однесува до другиот законскиот дел вели дека 40 евра е казна за возачите кои не носат сигурносен појас, додека 50 евра е казна за сувозачот и тие што се позади, што само кажува дека е повисока казната за сувозачот и за оние луѓе кои седат назад
децата па се и обврзани нели до 5 годишна возраст да имаат седло за мали деца со појас, а останатите од 5 до 12 години да имаат сигурносен појас. Секаде каде што има сигурносен појас во автомобилот треба да биде искористен за сопатниците. Повторно ќе кажам, статистиките велат дека 50% имате повеќе шанса да се излечете нели неповредени доколку носите сигурносен појас. И само сакам да потсетам дека новите автомобили, новите технологии се поврзани директно с сигурноста од појас со оние јастучиња или ербегови, па во случај на сообраќајна несреќа, доколку немате сигурносен појас, нема да ви се активираат ни ербеговите, што само укажува колку за светот, западниот свет пред се и таа технологија предвидела дека сигурносниот појас е многу важен да се користи и дека конечно ајде да бидеме попрактични, што не кошта да ставиме сигурносен појас кога се движиме. Уште нешто сакам да кажам, статистиката вели дека во малите градови луѓето помалку користат сигурносен појас одошто во нели во Скопје како една единствена метропола во нашата држава, што само покажува дека треба свеста да се подигне на мали релации, на големи релации, во населено место или надвор од населено место, треба и мора да користиме сигурносни појаси и лично за лична безбедност, но и законско сме обврзани. Токму тоа сакав да го нагласам јас, дека без разлика каде се возиме, дури и на мала релација и да одите со автомобилот до продавница да купите леп и млеко, ставете го сигурносниот појас, не само заради законските казни, туку и за се. За лична безбедност. Пред се за лична безбедност. Многу е важно да сите да разбереме дека сигурносниот појас е за лична безбедност. Значи не е важно дали некој ќе не казни или не. Законодавецот предвидел и санкции, не велам не. Но зошто да дојдеме до таа размислување дали некој ќе не казни или не. А работата е за наша лична безбедност да ги користиме тие сигурносни појаси. Треба да бидеме кратки и јасни, уште само да го заокружиме разговорот на крај. Кампањата е во тек, до кога е предвидена оваа кампања и да нагласиме дека и по завршувањето на кампањата се уште треба да одзвонува ова што го зборуваме сега во моментот. Како е замислата да се одвива кампањата? Кои се вашите активности? Може ли накој да ни кажете? Па активностите се вака преку вас медиумите да упатуваме апел, преку наши преку работилници, преку советувања и потсеќање до сите учесници во сообраќајот. Поради оваа ковид пандемија која се случува изминатава година, Републичкиот союз за безбедност во сообраќај продолжува да ги работи тие кампањи, сите поред од оваа за појас до некористење на алкохол, до некористење на мобилни телефони, зимска кампања, пролетна кампања, летна кампања. Ние сме нонстоп во кампања и немаме од до, туку сме континуирани цела година во кампања. Она што можеме сега да го направиме пред се преку вас медиумите да упатиме апел, да ги подсетиме граѓаните, односно учесниците во сообраќајот, но и преку низ за други активности да бидеме во континуирана кампања, се со цел да го унапредиме, да ја подигнеме јавната свест, да унапредиме сообраќајната етика кај сите нас, бидејќи повторно ќе кажам, во сообраќајот мора да се однесуваме одговорно, бидејќи сите сме потенцијални жртви во сообраќајот. Благодарам Дејан многу за сите овие совети кои што секогаш ни ги даваш во врска со сообраќајот. Јас од овде ќе ве поздравам, секако ќе поддржам оваа кампања. Не знам колку можете да ја видите оваа мајчка што ја носам на мене е во склоп во рамките на оваа кампања, токму со тие надписи. И секако, бидејќи секогаш Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот имаат прекрасни слогани, ќе кажам на крај оној нивен препознатлив слоган: вози одговорно.